И повторно позната атмосфера која најавивме минатата недела, а тоа е Женевскиот мотор шоу. И веднаш почнуваме со останатите новитети. Ова е Jeep Renegade, веќе познат спортско корисен модел кој ја доживува својата втора младост. Иако делува малку грубо, тоа е во склад со имиџот на марката, бидејќи тие произведуваат чисти теренци. Renegade е спортско корисно возило, но сега има технологија која ќе дозволи ова возило да ја зголеми проодноста на теренот, можеби и кон женските срца. Renegade ја има сета младешка, интересна и прекрасна појава. Тој може само да ви се допаѓа или воопшто да не ви се допаѓа. Но Jeep знае што прави и со овој модел цели на младите купувачи, односно и на оние кои се чувствуваат млади. На својот пат од Санта Агата Болонјезе до Женева, новиот Lamborghini Huracan Performante сврати до Нурбургринг и го освои за неверојатни 6 минути и 52 секунди. Активната аеродинамика и за 40 килограми помалата тежина се само дел од неговите напредни решенија заслужни за овој резултат. Подобрен е протокот на воздухот кон моторот кој има титаниумски вентили. Ослонувањето е потврдо, а сите електронски системи се рекалибрирани. Големата употреба на компоненти од јагленородни влакна е расширена и во внатрешноста каде се среќава новата дигитална инструментабла. Засилен е и атмосферскиот V10 агрегат, чии 640 конски сили го лансираат до 100 за 2,9 секунди. Заедно со 7-степениот менувач со двојна спојка, тој му обезбедува максимални 325 км на час. Lamborghini ќе го понуди овој атлет со погон на сите тркала во текот на летото по цена која во Европа ќе изнесува 195.000 евра без давачки. Бентли не почести со нов концепт на луксузен спортски автомобил кој има за задача да го редефинира овој сегмент. Место волшебна палка на располагање за тоа ќе му биде електропогонот, за кој англичаните велат дека е способен со едно полнење да ве однесе од Лондон до Париз. Конкретните бројки ги зачуваа за себе, учтиво замолувајќи не да се стрпиме до идната година кога електричните возила од оваа марка полека ќе започнат да ја пополнуваат гамата. Квалитетот, рафинираноста и луксузот на овој прекрасен кабриолет со мускулести пропорции не се компромитирани во ниту еден поглед. Напротив, мноштвото модерни технологии го поставуваат на ново повисоко ниво во однос на другите модели. Место ретровизори има камери, а централната конзола е направена од големо парче елегантно обликуван LED екран. За да не се чувствува запоставен. За сопатникот има посебен контролен панел за пристап до социјалните мрежи, електронската пошта и системите за забава. Покрај новата генерација на Civic, Honda го акцентираше својот настап во Женева со напредните технологии. Имплементирани во серискиот Clarity со погон на водород и концептот New V, тие јасно покажуваат кон каква иднина се стремат јапонците. Посебно интересна е онаа во која малиот градски двосет ќе има активна улога. Настанете како реакција на фактот дека приватните автомобили 96% од своето време поминуваат паркирани. Honda во тоа виде прилика. Ке се обиде да ја искористи со можностите за заедничко користење на ова возило, кога тоа нема да му треба на сопственикот. Посебен шарм му дава вештачката интелигенција, која учи од возачот за во иднина да му сугерира при донесување одлуки. Меѓу другите интересни карактеристики на оваа студија се уникатниот начин на отворење на вратите, панорамското ветробранско стакло и електричниот скутер што го носи во багажникот.
Специјално за овој настан, Jeep Compass го преплива океанот и се закотви на брегот на Женевското езеро. Потполно новиот модел во компактно пакување донесува комбинација на атрибути по кои марката стана славна. Современиот и автентичен дизајн, теренските способности и спектарот напредни технологии треба да го внесат и Компас во фокусот на европските купувачи. Замислен како еден од клучните модели за овој пазар, се одликува со прилагодена понуда погонски групи. Бензинскиот 1,4 литарски мотор располага со 140 и 170 конски сили. Исто толку има и поголемиот дволитарски дизел, а помалиот од 1,6 литри испорачува 120. За нивно пренесување кон подлогата ќе бидат задолжени 6 степен мануелен и 9 степен автоматски менувач. За безбедноста пак ќе се грижат повеќе од 70 напредни функции од активната и пасивната заштита. Mazda е една од марките која во последните 2 години бележи извонреден раст на пазарот. Дури во последните месеци на 2016 и првите 3 месечија на 2017 година Mazda има зголемување од дури 27% на светскиот пазар. Голем дел од тоа се должи и на Европа. Се наоѓаме пред потполно новата генерација на Mazda CX-5. Иако можеби не делува како потполно нова, таа има повеќе од 80% од деловите потполно нови или темелно ревидирани. Ревидирани како што е и дизајнот кој оваа јапонска прагматична марка ја направи вибрантна, односно марка која ги интригира купувачите и се повеќе луѓе зборуваат за емоции кога станува збор за марката Mazda. Несомнено дека CX-5 во тоа ќе помогне во голем дел, а несомнено и дека овој модел ќе дојде на македонскиот пазар во следните 3 до 4 месеци. Штандот на Toyota беше домаќин на светската премиера на концептот i-Thrill. Студијата ќе не поведе низ иднината на урбаната мобилност на пат долг 200 км, колку што батериите имаат капацитет. Дело на европското дизајнерско студио на Toyota, овој концепт во себе вклучува бројни иновативни аспекти од истражувањата за што подобри и поефикасни решенија. Возачот има централна позиција во кабината која при возење во свијоци се навалува како моторцикл. Задните тркала се сместени поблиску едно до друго, концепција што на i-Thrill му овозможува извонредни маневарски особини. Технологиите му овозможуваат автономно возење и кога возачот сака да командува, на располагање му стои само чуден управувач со контролен екран. Тешко дека со него ќе стигне до сериското производство, но кој знае. Пежо во Женева на некои прашања имаше одговор уште пред да бидат поставени. Истата мисла ги водеше инженерите и при креирањето на концептот Instinct. За него ни кажаа дека има способност да ги исполнува желбите на возачот. Задолжена за тоа е технологијата која од поврзаните уреди го превзема она што возачот ќе дозволи, учејќи за неговите навики. На тој начин може да го подеси возилото токму така како што тој сака. Изгледот на оваа импресивна шутинг брейк каросериска интерпретација треба да ни го посечи идниот дизајнерски јазик на марката. Како свој гласник на глобалниот поход на сегментот спортско корисни возила, Citroen во Женева го испрати CR Cross концептот. Силниот дизајнерски идентитет со кој зрачи треба да ја докаже способноста на марката да се истакне и на ова пазарно поле, на кое досега не беше директно присутна. Динамичниот став добиен со флуидните линии представува освежување пријатно за око.
Деталите погрешно одаваат дека е далеко од сериско производство, заради што во официјалните информации не се споменува ништо за механиката. Не се споменува ниту C3 Picasso, но повеќе од известно е дека ќе го замени и тоа веќе пред крајот на годинава. А како дотогаш ни престои салонот во Франкфурт, јасно е каде ќе биде представен серискиот модел. Интересна интерпретација на иста тема, но со премиум призвук имаше и на соседниот штанд. DS7 Crossback се појавува да ги исполни желбите на купувачите кои за оваа класа возила ги има се повеќе. Затоа и покрај него PSA групата планира за 2-3 години да представи уште неколку вакви модела, меѓу кои најмалку уште еден со ознаките на DS. Храбро дизајниран Jaguar I-Pace концептот може слободно да конкурира за титулата Мистер на салонот во Женева. Неспорно убав, тој ни дава слика како ќе изгледа серискиот модел кој ќе влезе во производство кон крајот на 2018 година. Замислен како кросовер со 5 седишта и семеен автомобил во едно, ќе настапува како нивна електрична алтернатива. Традиционализмот кај него е заобиколен во широк лак, а премиум чувството спортски нагласено. Некои велеа дека и така заради впечатливата црвена боја која беше тешко да се одмине. Заслугата сепак е на флуидните линии извлечени без драматични стилски оптоварувања. Чисти мускули би рекле, исто како и под кожата каде се крие електропогон со 400 конски сили и автономија од 500 км. Платформата му е нова, како и погонот на сите тркала. Стаклениот панорамски покрив ја облева со светлина магнетната привлечност на внатрешноста исполнета со најсовремена технологија. Од штандот на Сеат во Женева се ширеше на електризирана атмосфера која го привлекуваше вниманието на сите што случајно или намерно ќе поминеа од тука. Јасно беше дека нешто посебно се случува. Љубопитните веднаш ја открија новата Ибица која шармантно заведуваше. Погледите на поупорните пак ќе се заковаа за импресивниот Леон Купра. Настапувајќи како извонредно динамичен дует, двата нови модела на Сеат ја започнаа годината од која многу се очекува. Неа пак ја најави освојувачот на ауто без титулата Атека, чија извонредна продажба ги изненади и одговорните во Марторел. Слични амбиции се поставуваат и пред Ибица, која и со својата пета генерација треба да ја докаже улогата на бестселер. Стапувајќи на сцена, таа го позајми изгледот од поголемиот Леон, кој со најновата Купра изведба отиде уште еден чекор во височини. Бројката 300 во неговата полна ознака кажува колку конски сили има на располагање. Перформансите пак му ги демонстрираше неговата тркачка изведба. Швајцарскиот пазар е еден од најбогатите пазари на светот, па сосема нормално е премиум производителите да се борат на овој мегдан. Lexus има извонредни позиции во Азија и Северна Америка, но во Европа неговите позиции се уште дискутабилни. Со новата генерација на лимузината LS500H Lexus ќе направи нешто повеќе за да ги освои пробирливите европски купувачи. Како што самите гледате, оваа лимузина изгледа сосема атрактивно, а за технологијата која содржи, осим хибридната, не треба многу да се зборува, бидејќи Lexus секогаш нуди нешто повеќе. Lexus со ценовната политика кажува дека не само ќе влезе во директна борба на европскиот пазар со најскапите лимузини од Мерцедес, BMW и Ауди, туку и најавува една особена
офанзива која ќе покаже дека оваа марка е спремна да ја покори Европа. Lexus LS 500H е почетокот на инвазијата на оваа марка која е вистински премиум и незаслужено е подценета на стариот континент. Индискиот производител Tata Motors традиционално настапува во Женева со интересни премиери. Годинава задачата да ја представува иновативноста на пристапот ја имаше спортскиот автомобил Rakemo. Ознаката му е чудна, конструкцијата исто така, но дизајнот му е италијански провокативен, скоро еднакво како централно поставениот мотор. Има 1,2 литри турбокомпресор и здрави 190 конски сили. Индиците велат доволни за забрзување до 100 за помалку од 6 секунди, во што ќе помогне и 6-степениот автоматизиран менувач. Задниот дел подсетува на некои веќе видени слични модели, а предниот агресивно се истакнува со LED светлата и нискиот нос. Тука е истакната и ознаката на новата субмарка Tamo, за која плановите не се познати. Овој интересен двосет со едноставен и функционален спортски интериер уште годинава во лимитирана серија треба да се најде на индискиот пазар. За својот настап во Женева Смарт го задолжи Брабус. Резултатот беше втората лимитирана едиција на малиот кабриолет. Тој со своите 90 конски сили и визуелните елементи што го персонализираат ќе пристигне само до 100 купувачи по цена од скоро 27.000 евра. По ниското ослонување и 16-инчните пневматици со димензии 185-50 напред и 205-45 назад му даваат и спортски карактеристики. Стилските детали го прават престојот во внатрешноста попријатен, а нештата како автоматските светла и бришачи возењето порелаксирано. Но, ова како да не беше вистински предизвик за Брабус, кој подготви уште една верзија на малиот Smart Fortwo. Овој пат ултимативна, не само според ознаката која содржи уште и бројката 125. Толку имено конски сили има малиот трицилиндричен мотор кој ќе го забрза до 175 км на час електронски ограничени. За импресивноста на целиот пакет е заложена и цената која се искачува до 50.000 евра. На штандот на Ital Design владееше драматична тишина. Посетителите меѓу две земања здив и туркања со лактите не знаеа каде попрво да погледнат. Лево, каде се наоѓаше уникатниот Zero Uno, или десно кон футуристичкиот концепт направен со Airbus. За разлика од се што сме виделе досега, суперспортистот со тело од јаглено-родни влакна не е концепт, туку серијски модел. Ако така може да се каже за лимитирано производство од 5 примероци, од кои 4 веќе се продадени по цена од 1,5 милион евра. Изненадувачки агресивниот дизајн крие 5,2 литарски V10 мотор со потекло од Lamborghini кој му дава тркачки перформанси. Zero Uno е прв автомобил лансиран под новата марка Ital Design автомобили специјали, од која може да очекуваме уште многу интересни нешта. Меѓу нив тешко е веројатно да биде и вториот експонат на Ital Design во Женева, летечкиот автомобил Pop-Up. Модуларен и во потполност електричен, тој е замислен како превозно средство кое треба да ги намали сообраќајните гужви во големите градови, додавајќи му на движењето трета димензија. Комбинирајќи ја својата стручност, инженерите на Ital Design и Airbus го замислија Pop-Up составен од 3 клучни елементи. Првиот е вештачката интелигенција која, базирајќи се на информациите на корисникот, го планира патувањето нудејќи неколку алтернативни сценарија. Вториот елемент е самото возило, обликувано како патничка капсула, која може да биде комбинирана со различни модули за превоз, на пат, во воздух, па дури и прикачена на воз. Третиот составен елемент на овој ултрафутуристички концепт е интерфејс модулот кој комуницира со патниците во виртуелно опкружување.
Звучи комплицирано и навистина е, но според искажаното тука во Женева неговото користење е доста лесно. Треба само уште да доживееме и да дочекаме да се појави во реалниот свет. Женева не е место каде се представуваат само автомобили. Доста футуристички технологии ја имале својата премиера тука. Меѓу нив е и најновиот пневматик на Goodyear со ознака Eagle 360 Urban. Наменет за возилата на иднината, тој има облик на топка. Со помош на вештачката интелигенција ќе биде интерактивен и способен да ја препознае околината. Одлучувајќи врз основа на добиените информации, ќе може да се модификува за правилно да одговори на секоја ситуација. Тоа ќе го прави со помош на бионичката кожа и променливиот газички слој. Како составен дел од нервниот систем на возилото, пневматикот на иднината ќе може да ги проследува информациите за состојбата на патот и од другите учесници во сообраќајот. Mitsubishi реши посилно да се бори за место на европскиот пазар. Најновиот адут има старо име – Eclipse, но ништо заедничко со него. За да нема забуна, додаден е суфиксот Cross, кој дефинира во која класа припаѓа. Дизајнот му е наклонет на европското око со моќен но пријателски преден дел. Покривот кој стрмо се спушта му дава линии на купе, визуелно доста слични на некои вакви модели од конкуренцијата. Изборот на мотори не е голем, 1,5 литарски турбобензинец и 2,2 литарски дизел. Продажбата ќе му започне на есен, кога според ветувањето понудата ќе биде проширена. Три години по премиерата, Infiniti го обнови луксузниот Q50. Како значаен модел за марката, од кој досега се продадени преку 200.000 единици, не се експериментираше многу. Подмладувањето ги зафати маската на тродимензионалната мрежа, светлата и браниците. Внатрешноста има поквалитетни материјали и доста сличности со купето Q60. Со освежениот изглед во пакет пристигнаа и нови технологии. Во нив спаѓаат и InTouch системот со 2 дисплеја во боја и Bose озвучување со 16 звучници. ProPilot Assist пакетот ги обединува најновите безбедносни асистенти. Поскромните купувачи ќе може да бираат меѓу 2-литарскиот турбомотор со 208 коњски сили и 2,2 литарскиот дизел со 168 коњи. На еколошки освестените им се нуди 3,5 литарски V6 хибрид со 302 коњски сили, а на спортистите во душа 3 литарскиот твин турбо со 400 коњи. Ауди во Женева дојде со цел арсенал новитети. Имаше за сечи вкус по нешто, но судејќи според турканиците најголем беше интересот за студијата Q8 Sport. Подготвена како продолжение на концептот покажан во Детройт, со неа Ауди уште малку ни го доближи идниот сериски модел. Разликата е главно во поагресивниот изглед, повеќе својствен за S или дури RS верзијата. Во согласно со тоа, концептот беше опремен со ласерски светла и огромни 23-инчни тркала. Измени имаше и подлимот, каде се наоѓаше хибриден погонски склоп сочинет од 3-литарскиот V6 агрегат со релативно слаб електромотор од 20 киловати. Оправдувајќи го неговото вградување, од Ауди вела дека тој ја намалува потрошувачката за 1 литар. Расположивите вкупно 476 коњски сили преку 8-степен автоматик се пренесуваат на сите тркала на Q8 Sport, забрзувајќи го до 100 км на час за 4,7 секунди.
Кога сме веќе кај брзината, А5 семејството сега е збогатено и со РС изведбата, која во продажба ќе се најде за 2 месеца. Позајмувајќи го 2,9 литарскиот битурбо V6 мотор од Porsche Panamera 4S, таа располага со 457 коњски сили. Сега оваа сила и помалата тежина за 60 кг резултираат со забрзување до 100 за 3,9 секунди и максимални 280 км на час. Заедно со производствениот модел Audi во Женева го представи и DTM тркачката верзија. Значително подобрувајќи аеродинамиката, германците очекуваат неговиот поход кон спортската слава да започне веќе на првата трка, која традиционално ќе се одржи на Хокенхајм првиот викенд од мај. Во Женева Volvo се представи со новата генерација на XC60. Ова спортско корисно возило добро помина на пазарот, но Volvo ги засилува неговите позиции. Сега чеканот на Тор е присутен и во XC60. Тој ќе биде ценовно позициониран, се разбира, испод XC90, но не очекувајте дека ќе биде претерано ефтин, бидејќи Volvo е позициониран во премиум сегментот. Во премиум сегментот се станува се потесно, сите сакаат да влезат. Исто како и вие, драги гледачи, што сакате се повеќе да знаете за новостите во автомобилската индустрија и за новите модели. Со Volvo XC60 ја приведуваме и втората емисија посветена на Женевскиот мотор шоу при крај. Ве поздравувам и веќе знаете дека нашата следна средба е за 7 дена на истото место и во истото време.